Добар ден, дечки. Добар ден. Не знам. Интересно беше со Беше кахутот. вчера подпишан некој Ким Джонг Ун. Добар ден, дечки, дали се слушаме? Да. Добре. Дали беше вчера Да. интересно со кахутот? Да. Добро, ќе пробаме, денес нема да имаме. Затоа се приклучив еве 10 минути порано. Ја ги спремам задачите што ќе ги работиме денес, а вие слободно ако имате нешто нејасно, слободно прашајте. Повели? Да ве прашам, Кажи. јас сакам за домашното да пробам да влезам во тимот, односно во групата, за да гледам домашното, но не можам дали на некој друг начин може некако домашното да го гледам. Вака сега, чекај, сега да видам. Вака. Деја прашуваше? Да. Ау, душо, ти си од гостин тука. Домашното во Да. групата евентуално правев некакви измени вчера. Ќе се обидам во шесто. Дали можеш да гледаш ти во тимот за шесто оделение? Дали можеш да се логираш таму? Да ги видиш сите часови што сте напишани? Сега ќе прашам моите родители. Ајде, добро, па се слушаме после. Ќе се договориме после. Добро. Наставниче, Повели? зашто немавме домашна? Домашна немавте. Пајте квизот го решававме како домашна. Може да си го прегледате тој да го решавате колку сакате пат. Значи денеска ќе Денеска нема за жал да имаме квиз. Еве сега ги средувам задачите што ќе ги работиме. Не и денеска, и утре, и другиот час. Еве овдека ќе ги наместам. Ете така. Па ќе видиме после што ќе правиме. Колку сте да видам приклучени. Кој е тој што не може да се приклучи да видам? Николина Дамевска. Да пробаме да ја додаеме. Еве ја Дамевска Николина. Значи слободно тој што не може нека пише во четот во шесто и тоа пишувајте во четот за шесто оделение. Групата за шесто оделение што е. Тимот шесто. Дали може да го отворите тимот за шесто оделение? Одите во делот за Teams. Го отворате овој тим за шесто оделение и во него сето. Еве Димитар пишува, да. Наставниче да го адните Лука Стојчевски. Лука, не може тој сам? Ајде да видиме. Не знам, тој ми рече дека не Еве го сега го додадов. 36 не во моментот. Максим, веж Златен? Добар ден, Сонче. Добар ден. Ќе ви го споделам екранот сега за да ги гледате задачите и да почнете нешто да... Наставниче, Повели? на Стефан Станковски ми му стасува имејло. На кого? На Стефан? На Стефан Станковски. Стефан Станковски. Ајде да видиме. Ја пробам да го додадам Стефан. Стефан Станковски. Да. На Стефанија.
Ај напиши ми го во порака тука во четот мејлот да пробам да го додадам. Како? Напиши го неговиот мејл или тој нека го или ти неговиот мејл напиши ми го за да пробам да го додадам. Ти да го напишеш? Во четот. Или било кој што може нека го напиши. Мејлот негов. Во кој чет? Во вака што се наоѓаш во групата за 600 деление, еве Давид Минуски Ја се... гостинцу. Ама Ја ако гостинцу. и ти имаш чет, може да се додаеш. Кој чет не знам кој. Значи не гледаш никакви пораки кај што се пишуваат. Не. Значи еве во овој четот овдека долу стоат. Сега ми побараа мене. Значи Димитар Тургалевски да го додајте. Еве сега знам, проверив нешто, ама ме збуни. Еве го Димитар. Имаш уште еден, ама не видов кој беше. Сега ќе видам. Давид Минуски да го додадам. Не знам. Значи Теодора Намеска. Кажам јас. Момент. Дам, чекай сега. Кој требаше првен да додам еден по еден? Стефан Станковски не можел да влезе нешто. Ајде да видиме. Стефан додаде, не вика самиот треба да се напиши или пиши ми мејл да му пратам покана. Друг? Јас знам само да го кажам, мислам. Прати му на некој од овие што можат од моите ученици, па ќе го пишат тие во коментар, сега да не го пишувам мејлот тука. Друг? Полека. Кој? Вака дечки, не слушам, исклучете ги микрофоните. Еве ги исклучив. Тој што сака да каже, слободно нека каже. Додајте го на страница Бојан Марковски. Еве го Бојан Марковски. Значи, ќе почекаме, поканата е во и 10 денес пишено, ти мисли дека нема да стасам. Дали го гледате прозорот со задачите што ги споделив, уствари тој е празен. Насловот може да го видите. Добро, во ред. После ќе ви кажам кој ќе дојде. Наставниче, Повели? мајка ми ви пиша порака. Добро. Каде не можеме да влеземе во Office 365. Ама не можеш да влезеш душо таму, затоа што ти не си ученик од моето училиште за да можеш да го користиш. Денес има измени, ќе треба да ви кажат на училиште како може и вие да го направите тоа така. Значи, бидејќи сте гости, имате прилично ограничени ресурси, само мене ме интересира следно. Дали ти, кој ќе се логираш на линкот што ти... Први вака, ај објасни ми, како се приклучуваш ти? Ти редовно си тука. Како ти успеваш да се приклучиш? Преку компјутер, само на линкот што го праќам по мејл? Да. Еве на момент, ќе си исклучам јас микрофонот да видам некој ме бара на телефон па да видиме што е работата. Јас ве слушам, дечки, се што зборувате, ама морав да се јавам на телефон. Добро. Кажете сега, ве слушам. Бламаѓе. Чи 50 снема во моментов приклучени. Ќе почекајме уште нешто. Јасниче, Повели? кога се чуваме, Тоа не знам, ќе видиме. Значи сигурно уште добар ден, сигурно уште че Вака чувствувам по секој предмет кажа на телевизија дека чувствувам по секој предмет
Па ќе видиме дали можеме вака. Може уствари. Значи, можеме да, на секој предмет вака да го учиме, но тоа треба да биде некако малку поинаку организирано, ма како да е, на крај ќе се научиме како треба. Значи проба вака колку со на апликација што не препорачува. Едуино. А не вака на Едуино и така сега спомна. Значи на апликацијата Едуино, што моментално е пуштена. За 600 оделение јас проверив пред да почнам. Сега ќе ви ја споделам таа да ја видите. И така чекаме да се почне. Значи ќе ви ја споделам се. Да не се учиме за проценти? Да, насловот на кој што се кликнувате на состанокот на мейлот што го добивате, аз зборувам за гостите, и групата кај што треба во календарот да појдите е часот, значи секој ден ќе биде така, насловот на часот. Еве сега ќе ви споделам екран на кој што ќе го отворам. Едуино, го гледате така? Значи Google. Еве го отворив сега. Значи ќе почекаме. Внимавајте, можно да се конектира бавно, затоа што многу луѓе го користат сега. Обично на мобилен е многу побрзо него на компјутер, не знам зошто. Еве го. Значи, за вас, вие ќе бидејќи сте 600 деление, еве ја, математика. Чи тука треба да има по сите предмети. Еве во моментално. Во математика имате само 2 лекции. Определување на процент од форма и цел број, претворање на неправилна дробка во мешан број и обратно. Значи ние ова второто го имаме учено со вас и видеото може да го гледате како за домашно. Јас ќе го копирам видеото, копи линк и ќе ви го пуштам сега во вашата група, еве во тимот за 600. Молам? А првата лекција определување проценти од форма и цел број, тоа треба да се препишува? Вака, тоа е што е објавено, но ние ова го немаме учено по нашиот план и програма, ние ќе го учиме по 3 дена ова истото. Чи вие може да го гледате тоа, вие може да си препишувате, да си решавате, да си слушате се. Ние овде ќе си одиме по нашата програма по која што ја имаме и ќе дојдеме до таа лекција и можеме, ако ја гледате, слободно да ми поставувате прашање за таа. Сега јас ќе појдам на истата страна и ќе ја копирам и првата. Ако некој да не оди на веб страната, може... Значи може и на страницата на Жеконеското има и таму. Да, и таа ќе ја пишам сега. Сега ќе ја пишам и таа. Ќе ви ја пишам. Значи, видиме дали е таа. Молам? Да ме прашам Повели? за бидејќи не можеме да влеземе во групата како е, дали ако не успееме да ги сликаме каде на друго место ќе можеме да ги најдеме? Задачите за решавање, значи јас обично правам квизови за секој. Квизовите дали може да ги решавате? Да. И па ете еден начин како може да ги решавате задачите. Видеото вчера имав технички проблем, не можев да го објавам. Вака, еве вака дечки, вака сега. Запишете оваа веб страна, на оваа ќе ги наоѓате сите. Значи јас сега ќе ја напишам. Ова е веб страна во која што може секој да пристапи и да ги гледа задачите за домашно. Вака. Сега ќе го отворам, значи ова е многу долг е текстот на веб страната. Ќе ја копирам сега и ќе ви ја пратам. Значи го гледате ова сите. Ќе ви го пратам линкот во групите. Еве овде, кај што ни е сега состанокот. Сите гости што се тука, значи 105 гости се поканети. Молам?
Да, днеска ќе играме таа игра вчерашна. Ако се договорите, можам да ја пуштам да играте пак. Договорете се сега во кој дел од денот сакате, ама кој ќе почнеме на часот сите, да се договориме, јас ќе направам анкета за гласање и кога ќе изберите ќе ја пуштиме уште еднаш. Со други прашања. Било кој дел од денот, ама вие ќе одлучите. Може така? Да. Значи на оваа веб страна. Внимавајте. Молам, повели? А со другиве наставници ќе комуницираме преку ова Едуино или? Вака душо, ова е Едумино, што го гледате тука. Не е начин за комуникација. Вие тука може да гледате лекции што други наставници ги направиле за, например, како овдека. И вие не можете, вие само може да ја гледате. Че вие може да ја гледате, например... Наставниче има, кој што знам, јас една официјална страна од Блаже Конески. Ај пиши ја во пораката, не можам да ја најдам сега. Напиши ја, ќе ја отворам сега на сите мои ученици да му ја покажам. Исто така. Повели. Исто да ве прашам, кога ќе отвориме нова, не бара юзернейм и пасворд. Не треба да пишете юзернейм и пасворд, одете како гостин одоздолу. Значи имате опција на ова последната долу login as guest. Јас ќе појдам сега тука. Ќе се логирам како гостин и еве се што имате во страната како гостин. Кембридж 600. Молам? А страницата од Блаже Конески ја копирав, ќе ви го пратам линкот. Еве сега некој прати ми се чини да видам. Наставниче јас. Еве го, готово, копи линк. Ќе ви го пуштам сега тука. Значи овдека јас не можам, овдека е управува наставничката по информатика. Значи сите вие овдека сега може да си појдете, си бирате математика и си бирате поделение, бидејќи имате 600 не е пишано бидејќи јас ви предавам, а сите други предмети треба да има содржини наместени, англиски има за сите оделенија. Чи вие одите по германски 600 оделение, пример, и си гледате што е дадено за вас за работа. Се што е тука, наставникот го спремил за вас. И после наставниците или наставничките му го пречеме на Емал И било како ќе се договорите со нив. Значи ова зборувам, еве, сите предмети се напишани и сите содржини, еве биологија и природни науки. Пример ви кажувам. Еве презентација има од наставничката, еве презентација. Не, ова ги имам направено. Добро, значи кажувам, а за сите други, особено за гостите. Еве ја веб страната. Значи кога кликнавте како гостин, еве ќе појдам од почеток. Во делот Кембридж математика, одите во 600 оделение. Еве сега имаме ова е 2 број и решавање проблеми. И овде го овдека се сите недели. Од оваа недела, од денес, после часов, од вечер, ќе бидат објавени сите содржини, што тука ги работиме за полесно да ги комуницираме со другите. Например, ќе отворам тука, еве имаме тест за размер. Ова веќе е поставено, може да го користите. Еве предлог текст за делители. По секоја недела е нешто напишано. Еве, например, 7 недела, 8 недела. Ова е во јануари. Разбирате, веќе има содржини што сум ги местила од претходните години. Се тоа може да го користите во секој момент. А најновите ќе ви покажам јас, мислам јас и дека направив овдека, дека специјално дел за ова, ама еве очигледно не сум го направил, ама тука ќе може да најдат сите. Еве да провериме сега колку сме и да почнеме со работа, да видам како стоиме. Повели? Која страница ни е позадолжителна? Таа со математика Вака, или дечки. од Блаже Конески? Вака сега, во страната за Блаже Конески ги имате сите предмети. Таму. Разбирате? Значи, наместено се на едно место сите предмети. А ова што ви ја покажувам, значи ова што го правиме сега и на страната по математика, е тоа што е само по математика. А на страната Едуино, што спомна, што зборувавме преđеска со Михаил. Значи таа што ви е овдека. Вие уствари имате видео лекции по секој предмет. Еве ќе отворам, например, природни науки 600 оделение, да видите.
Чи тука Наставниче преска на Едуино почнав да гледам, ама то мене ми беше како порано што го учевме, не за шестото. Ама вака сега, тоа е наместено, ако го имаш учено може да го повториш, а ако немаш учено ќе го следиш. Ние што го учиме, еве сега не може да се отвори, значи преблокирано е. Значи ние тоа што ќе го учиме е задолжително тоа што сега го правиме ние. Ова ни е за нас обврска. Ако можеме ќе следиме, разбирате? Значи ќе се оценуваме преку квизовите, преку кахутот, кој колку што може. Еве на пример, имаме 67 присутни, а треба да бидеме 200. Значи не можат сите да се приклучат. Тие што можат, еве сега ќе провераме колку се гости. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 се гости. Молам. Додајте Јана Спировска, не можела да влезе. Еве Јана Спировска. Ајде, не почнеме. Кој друг? И гасам сега и почнуваме со работа. Добро. Дечки, гасам сега звучникот. Одите сите на мјут и почнуваме со работа. Добар ден на сите. Официјално го започнуваме денешниот час. Денес, како што може да забележите, ќе почнеме да работиме проценти, децимални броеви и дробки. Првиот час, ќе го работиме денес, од овој дел, значи имаме 3 подделови, ќе биде претворање на децимален број во дробка, претворање на дробка во децимален број и третиот дел, претворање на процент во децимален број и дробка. Овие ни се 3 главни активности и на сите ќе потрошиме по околу 10 до 15 минути. Тоа зависи од вас, од вашето залагање и желба. Еве вака се. Ќе ги копираме овие 3 задачи. Повели? Наслов претворање на децимални број во дробки. Првиот дел, првиот поднаслов за денес е претворање на децимален број во дробка. Пишуваме? Па почнуваме сега. Може да пишувате и почнуваме со работа. Значи, во секој момент можете да се јавите за збор ако нешто не ви е јасно. Еве почнуваме. Значи, како што спомнав денес, некои го имаат ова учено, но неве денес почнуваме, ќе запишуваме. Ево уште еднаш да се вратам на насловот. Ќе претвораме децимален број во дробка. Еве го насловот уште еднаш. Не мора. Еве вака се. Значи, децималните броеви ги учевме. Јас сега ќе ви кажам некое правило како тоа ќе го правиме. Значи, сега ќе зборуваме само на децимален број, како се претвора во дробка. Првиот број, го гледате тука, е 1,2. Сите знаеме како го запишувавме во развиена форма. Тоа е 1, плюс 2 десетинки беше 0,2. Така? Е сега, едното цело си беше 1, 2 десетини, или според местните вредности беше 2 десетини. Дробки се собираја, така што целото се препишува и се препишува дробката 2 десетини. Дробката 2 десетини може да се скрати со 2, ќе добиеме 1,1. Значи, штом децималниот број има цело, дробката мора да го има истото цело. А додека, по зависност од децималата, ова е 2 десетинки, ја пишуваме како што ја изговараме. Значи, 1,2. Значи, ова е целото. Знакот плюс значеше и ова е 2 десетинки. Дробката 1,1 е мешан број, кој што можеме да го претвориме, како што ви кажува со најкот,
5 плюс 1, 6 петини. Значи, 1,2 е 6 петини. Друг начин. Значи, ова е прв начин. Втор начин, како да го запишеме ова? Ме молам, молам? Што пише вака е 1,1 петина. Сега, 1,1 петина. Мешан број пишува тука. И тоа 1,1 петина и го представува мешаниот број. Ова овдека е мешаниот број. Кој го претворивме во неправилна дробка. Сега, ова е еден од начините. Друг начин е следен. Кога гледате децималниот број, забележувате дека имаме една децимала. Штом имаме една децимала, значи се работи за десетинки, а горе го запишуваме целиот број што го гледаме без децимална запирка. Значи бројот е 12 врз 10. Сега оваа дробка треба да ја скратиме. Тоа е 6 петини, еве го истото решение, бидејќи оваа дробка е неправилна. Ја пишуваме како мешан број 1,1 петина. Дали е јасно? Одиме сега понатаму. Да. Во ред. Ајде да видиме сега за вториот број. Значи имаме 1,3. Учевме кога учевме за децимални броеви. Да го запишеме овој број во развиена форма за да го искористиме првиот начин. Значи тоа е 1, плюс 0 десетинки плюс 3 стотинки. Рековме дека 0 десетинки нема вредност, че решението дробката е 1,3. Ако го искористиме вториот начин, бидејќи сега тука завршуваме, че во овој дел завршуваме, затоа што дробката 3 стотинки не се разложи, не се упростува. Значи дробката 3 стотинки е нескратлива. Че таа не можеме да ја скратиме. Ајде се одиме другиот начин. Вториот начин е следен. Гледаме дека имаме две децимали. Значи десетинки, стотинки. Тоа значи дека се работи за дробка што има онолку нули колку што имаме децимали, значи стотинки. А горе го препишуваме целиот број онака како што е даден без запирката. Сега бидејќи 103 е поголемо од 100, ние можеме 103 е поголемо од 100, дробката нели ќе ни е неправилна. И таа ќе биде 1,3. Ајде сега да видиме третиот пример. 19,7 илјадинки. 19,7 илјадинки. Овдека ќе го кажувам првиот начин, овдека долу ќе го запишувам вториот начин. Првиот начин е со запишување на бројот во развиена форма. Значи го користиме правилото за читање, затоа така ве терав да ги читате броевите. Значи имаме 19,0 десетини, 0 стотинки и 7 илјадинки. Цифрите на позиција десетинки и стотинки се нули, че решението ни е 19,7 илјадинки. Дробката 7 илјадинки. Таа дробката тука е нескратлива дробка, значи повеќе не може да се скратува и решението е бројот е представен тука. А ако ни треба во нечиста дробка, мислам во дробка, тогаш треба да ги помножиме, ќе биде 19 по 1000 плюс 7, а тоа ќе биде 19.007 врз 1000.
сега, во вториот начин, правилото што ви го кажав е следно. Броите колку децимали има, значи десетинки, стотинки, илјадинки, 3 децимали. Долу одма го гледаме бројот 1000 во именител, а во бројтел го препишуваме целиот број без запирка. Сега, кој ќе претвориме, ќе добиеме, че нема што да се мислите. Штом бројот има цели и дробката кој ќе ја претворите во умешан број мора да ги има истите цели. Сега имаме долу во именител 1000, па 19 по 1000 е 19.000, горе останува 7. Сега, ќе ви обяснам кој начин кога да го користите. Забележувате дека првиот начин ни го дава резултатот запишан како мешан број. Вториот начин, првично го добиваме резултатот како нечиста дробка. А која ситуација ќе ви треба во задачите, таа ќе ја искористите. Имам уште еден пример. Беше 0,009. Односно, повторно ќе ги искористиме двата начини. Ова беше вториот, ова беше првиот начин. Десетина, стотинка, ова е илјадинка. Че бројот веднаш се гледа, нема цели, че решението на бројот, сам запишан децималниот број, како дробка е 9 илјадинки. И на едниот начин, и на другиот начин веднаш. Само сега, на вториот начин, како правевме? 0009. Веќе дека го препишувавме бројот. На овие цифрите напред пред бројот, не мора да ги пишуваме, па затоа решението е 9 врз 1000. Дали ви јасно? Прашувам, дали ви јасно? Да. Ред. Еве вака сега. Проверувам вие што сте пишале. Сега во моментот ќе го приклучам некој по избор мој. Ќе отвориме задача. Имавме тука поприлично задачи. Еве ги се 10. Ќе изберам јас една од овие 10, не е таа. Еве, например, шестата задача. И ќе обидиме со ваша помош еден од вас ќе реши задачата. Може така? Ајде да видиме. Да видиме листата на присутни. Ајде да видиме. Дали може Георги да го вклучиме? Може. Дали си спремен да ни помогнеш? Ајде вака се. Кој број што го гледаш запишан? Прочитај ни го. Дали ме слушаш? Ако не можеш да зборуваш, ќе побараме некој друг. Добро, ајде кој са Илин ти беше? Ајде да прашиме. Можеш? Да. Ајде. Значи треба овој децимален број да го запишеме како дробка. И кој начин ќе го избереш, како ќе кажеш ти, така ќе пишуваме. Ајде, кажувај, ти кажуваш, јас пишувам. Првим прочитај го бројот, ајде. 12,25 Добро, и сега како ќе запишуваме во дробка? Првин пишуваме 12 цели. Добро. И после? Плюс? 0 стотинки. Добро. 2 стотинки, 5000. Добро. 5000. Сега, што правиме? Не знам да се не Вака се, ајде заедно ќе го направиме ова сега. Ова што е 0 десетинки нема вредност, го губиме. Значи ни останува 12 цели и 2 стотинки плюс 5 илјадинки. За да ги собериме последните две дробки. Ако прво гледаш дека можат да се скратат и едната и друга.
Ајде пробаме да ги скратиме. Да повторуваме од тоа што имаме учено. Првата дробка колку ќе добиеш? Два може да ја скратиме. Добро, и ќе добиеме колку? 1/100. 1/50. А, 1/50. Кратиш и горе и долу. Втората дробка со колку ќе кратиш? Со 5. Со 5 и ќе добиеме колку? 1/250. 1000 делено со 5, 10 со 5 е 1/200, 1/200. А, Сега, треба да ги собериш дробките што се после целите. Па е 12 цели. За да ги собериме дробките. 250. Вака сега. Како се собираат дробки со различни именители? Учев ми тоа. Бараме на ЗС, На кои два броеви? на 50 и 200. Колку е тоа? 200 на ЗС. Добро. Значи пишуваме едната дробка врз 200 и другата дробка врз 200. Првата со што ја прошируваме? Со 50. А 2, Не. 50 со што треба да го прошириш да дојде 200? Со 4. 4, а 200 со ништо ти е веќе 200. 1 Да. по 4 е 4, 1 по 1 е 1. Сега веќе дробките ни се со исти именители. 12 цели и 41. Оти, не ги собираш 40. 4 плюс 1. Ајде овде кај ќе пишам. 4 плюс 1, значи добиваме 12 цели плюс 5 врз 200. Е, сега дали 5 врз 200 се крати? Да. Со што ќе ја кратиме? Кратиме дробката 5 врз со 5. Кратиме и во броителот, и во менителот и решението е 12 цели плюс колку? 1/40. Така, и ова сега збиров, запишен како мешан број колку е? Како мешан? Да, како мешан број. 12 цели 1/40. Така, 1/40. Дали е јасно како го добивме ова? Да. Значи 12,025, да го запишам само овде. Да. Да. Вака сега, дечки. Внимавајте сега. Да. Во ред, слушнавме. Е сега. Ова е повториот начин да ви објаснам. Ајде вака, повториот начин како би го добили истото. Една нула, две нули, три нули. Значи, 1000. Десетинка, стотинка, илјадинка. Горе го препишувате целиот број. 12.025. Сега, бидејќи имаме 12 цели, да не кратиме на толку голема бројка, пишуваме веднаш 12 цели и 25 врз 1000. Целите секогаш ќе ни останат, ќе ја скратуваме дробката 25 врз 1000. Значи тоа ни е 12, ако скратиме со 5 и во броителот и во именителот, добиеме 5 врз 200. Ако скратиме уште еднаш со 5, ќе добиеме 1 врз 40. И еве го истото решение. А ако сакате да го претворите од мешан број во неправилна дробка, именителот го препишуваме, броителот е 12 по 40 плюс 7, значи го користите нашиот најнк. Први множите, а потоа собирате. Значи 12 по 40 плюс 7. И тоа ќе дојде 481 врз 40. Дали е јасно? Потоа ќе дискутираме уште едно. Сега одиме на друг дел. Претворање на дробка во Значи прво имавме децимален број во дробка, а сега имаме обратна ситуација. Дробка во децимален број. Сега ќе претвориме дробка во... Момче, Молам? може да вратите малку назад за мешан број? Ајде сега. Ќе ова последното? Тука. Значи, сега претворавме децимален број во дробка, а сега ќе претвораме обратно.
Дробка во децимален број. Ќе ви кажам неколку трикови како готово, те молам исклучи го микрофонот. Значи вака сега. Ќе ги копираме овие задачи, ќе ви објаснам неколку трикови што треба да ги запомните, нема да ги решиме сите задачи од овие. Еве вака се. Како оди најлесно претворањето? Сега ќе ви кажам некакви како правило и ќе се обидам и тоа да ви го нацртам тоа за да го видите колку е тоа добро. Прво, едно цело си едно цело. Како дробка може да биде 1/1, како децимален број може да биде 1,0. Сега, еве го нашето едно цело. Едно цело може да биде едно парче пица, може да биде една Кока-кола. Едно цело може да биде еден авион. Едно цело може да биде зграда. Едно цело може да биде плата. Едно цело може да биде било што ќе го разгледуваме како едно парче. Сега, половина. Значи, ова се дробки што морате да ги научите и побрзо да пресметуваме. Половината се добива кога целото ќе го поделиме на половина. Сега ова е црвениот дел. Претворено половина по децимален број е само бројот 1 наполу. Бројот 1 поделен наполу е 0,5. И половина од 1 е една половина. Значи ова треба да ги научиме да ги работиме побрзо. Сега вака, неколку финти ќе ви кажам. Што ако треба да запишеме четвртина? Четвртината е половина од колку? Кој ќе каже? Половината. Ете така. Еве ќе нацртам јас овдека. Ова сега ќе сменам друга боја. Значи и ќе земам. Ќе земам вака и ќе земам поголемо. Дали ме следите? Значи имам проблем со интернетот. Ми се исклучи. Од моја страна е проблемот. Ќе се приклучам сега на 4G. Чи дома моментално снема интернет. Затоа никој не ме, но бидете на линија тука. Кај мене се исклучи интернетот. Се поврзувам во моментов одма на 4G. Ве молам, почекајте 2 секунди. Готово. Се приклучив. Тука е наставникот? Тука сум и снема интернет, се приклучив на Не, мобилен. тука снема струја. Не знам што се случи. Да, снема струја во изгледа. Еј, Сега забележав јас. Се исклучи. Внимавајте, ништо не е страшно, јас слободен час. се приклучив на интернет. Значи, дечки, вака дечки слушнете. Часот, бидејќи е на лаптоп, ако нема струја, продолжува со тие што сте приклучени. Ова работа, вие што може да го следите на мобилен, ќе го следите. Ако можете, ако не можете, со тој што може ќе го дозавршам, па ќе го гледаме видеото после. Значи, повторувам. Имаме час. Да, душо, ако си тука продолжуваме. Значи, Имаме час. вака сега да се договориме. Имаме час. Да се договориме. Да ви кажам што се случи. Значи, снема струја. Наставникот да уште тука. Слушнете ме. Ако му се Слушнете ме. Значи, секој што има проблем за понатаму, слободно нека излези да не троши од интернетот што му е на мобилниот, ако нема струја. Дечки, ве молам да се слушаме. После ќе се зборувате. Чи тука сне 48 уште. Значи, доколку Чао. не можете, слободно исклучете се,
со тој што може да биде... Дечки, вака сега. Тој што сака продолжуваме со часот. Ќе биде снимка, снимено... Излего е, се намали одма. 47 е бројката. Колку што ќе излезе толку. Значи не можеме да предвидиме дека ќе снема струја. Значи, кој што сака повторувам, слободно нека излезе, се уште нема струја, ќе ви кажам, кога ќе има струја, па ќе се приклучите. Ако сте на компјутер, на мобилен, слободно исклучете се да не трошите од интернетот, од мобилниот. Часот го продолжуваме онаму кај што застана. Се врати наставник. Молам? Ајме, Маја, знам. Значи се исклучи, снема струја, бидете тука на линија. Значи, дечки, да не се повторуваме. Имаше проблем што беше неочекуван. Снема струја. Уште еднаш повторувам. Сите што сте во близина, околу точила или во точила, ако немате струја, исклучете ги телефоните, не мора да го трошите интернетот, ќе го гледате видеото и немојте да му сметате на сите што се присутни. Ги има уште 45. Ќе ја завршиме лекцијата, утре ако треба ќе ја повториме тоа што е тука запишано. Че да продолжиме онаму кај што си застанав. Значи, слушнавме дека четвртина сушност представува половина од половината. Значи, Представувам микрофонот да искуси. Ќе не ве слушаме. пуштам, ве се слушаме сите. Не ве слушаме, ништо не... Чекај да видам. Дали сите не ме слушат? Сега ќе проверам. А дали сега ме слушате? Да. Добро, вака јасно Сега, беше. Во ред, дечки, мене ми беше исклучен микрофонот, се извинувам. Вака сега Се слушнете ме. намали бројката на ученици. Да, слушнете ме што се случи. Бројката се намали затоа што снема струја во точила. Моментално во мојата зграда снема струја, затоа морав да се исклучам. Приклучен сум на мобилен. Преку мобилен. Значи, секој што не може да следи, ќе повторам уште еднаш, слободно нека излезе да не троши од мобилниот интернет. Продолжуваме кај што застанав. Молам. Јас сум точила имам струја. Па добро, значи во мојата зграда нема сега во моментов. Одиме понатаму. Добро, 1/4. Рековме дека е половина од половината. Овој дел ни беше половина. Колку е половина од 0,25? Од 0,5, го кажете. Представете само црна позадина се гледа. Само црна позадина се гледа. Гледам слика. Ајде вака сега ќе Случај, јас гледам. во ред, знам дека се гледа, но сега ќе вака сега ќе пробам да го прекинам споделувањето и ќе го поделам уште еднаш и би требало да е се во ред. Дали сега е во ред? Во ред, добро е, продолжуваме. Четвртината е половина од 0,5. Значи, јас ништо не гледам. Слободно исклучи се, приклучи се уште еднаш. Ако можеш, ако не, 0,5. Колку е наполу? Јас не гледам. 0, еве прашувам, слушајте. 0,5 наполу колку е? 0,25. Така, 0,25. Сега, ако земам колку е половина од четвртината? Ева, сега ќе нацртам истиот квадрат. Колку ќе биде половина од четвртината? Молам? 1/4 од 0,25. Значи, еве го, ќе биде 1/8. Значи, половина од четвртината е 1/8, а колку е половина од 0,25? Колку е 0,25 поделено со 2? Сто 125.000. Така, 0,125. Ако сакаме, колку е 16? Тај е половина од осмината.
Колку е 125 наполу? Чи 0 цели колку? 0, 16-ната е половина од осмината, значи половина од 0 цели е 0,0625. Значи, овие се броеви што треба да ги запомните, не мора до 16-на, до 8-на треба да ги знаете. Еве, например, зошто треба да ги знаете. Например, ако треба да најдеме 3 четвртини. Ние знаеме дека 3 четвртини е 3 пати дробката четвртина. 3 пати помножено по 1 четвртина. А знаеме дека 1 четвртина е 0,25 стотинки. Знаеме дека 3 по 25 е 75 и решението е 0,75. Например, ако треба да најдеме колку е 7 осмини, тоа можеме да го направиме кога од едно цело ќе одземиме 1 осмина, или, тоа е првиот начин, или на вториот начин, кога 7 ќе го помножите со 1 осмина. По првиот начин е 1 минус, а 1 осмина беше 0,125 и решението е 0,875. Или пак 7 по 0,125, а тоа учевме. 7 по 5 е 35, 5 а 3, 14 и 3, 17, 7 а 1, 8, 0,875. Че ова е како тоа може да го пресметувате. Еве сега ќе земам две од овие. Еве, например, 49 врз 50. Trideset и 9 врз 50. Значи дробката. 49 врз 50. Сега тука сакам да ви кажам нешто друго. Треба да ја претвориме во децимален број. Првиот начин е ако 49 го делиме со 50. Но овој случај, во оваа задача ќе биде многу тешко да го направиме. А ако користиме дробки, тоа е многу едноставно. Вториот начин. Забележавте дека можете да ја запишете дробката со именител 100. Така што ќе ја прошириме и бројител именител со 2. 49 ако го дуплираме, ќе добиеме 98, чекай, 9 по 2, 18, 8 а 1, 98, а 98 стотинки, учевме, е 98 поделено со 100, тоа е 0,98 стотинки. Значи, сега се прашува, од каде ќе знам кои именители може да направат стотка или десетка? Значи вака. Молам? Сега касниот наш ни прати сајто Едуино. Знам, сега не е битно, остај го тоа Едуино, после ќе го гледаме. Сега гледај, сконцентрирај се нова. Дали е сега подобро нешто, дали може да гледате? Или пак касни? Во ред, дали ме слушате? Дали ме слушате? Во ред, продолжуваме. Значи, наредно, сега сакам да ви објаснам. Кои именители лесно може да ги направите десетка и стотка? Одиме со ред. Двојката. Ако ја помножиме со петка, стани 10. Значи, ако именител имате двојка или петка, множите и го правите десетка и е многу лесно. Ако имате четворка, треба да множите со 25 и ќе добиете именител 100. Ако имате осумка, ќе треба да множите со 125 и да добиете 1000. Значи, ако дробката е половина, ја проширувате со 5. Ако дробката е четвртина, проширувате со 25. Ако дробката е осмина, ја проширувате со 125. И добивате дробка што е 5 десетини, 25 стотинки или 125 илјадинки. Или пак, ако веднаш знаете дека е 0,5 десетинки, 0,25 стотинки, 0,125 илјадинки.
Исто така за овој број горе, сакам да ви напомнам дека може да го запишете како 1 цело и да одземиме 1/50. Затоа што на бројот Или пак 49 му фали 1/50 за да биде цело. Тоа значи, од бројот 1 ќе одземиме број проширен со 2, ќе добиеме 200, односно од 1 ќе одземиме 0,2, односно ќе го добијаме бројот 0,98, што во суштина е истото решение. Или пак наставниче ако не ни текнува за една осмина, можеме 5 по 25 и че ни... Да, па затоа учиме сега како може. Значи, ај уште една ќе изберам од задача. Значи сега, еве на пример ќе го земам бројот 19/40. Значи 19 врз 40. Ме молам исклучете го микрофонот. 44 сне тука. Поред, ќе продолжиме уште малку и ќе завршим. Сега, четворката и 40-ката се од иста фамилија на броеви. Значи, 40-ката е содржател на четворката. И 4 по 10 го дава бројот 40. Сега ве прашувам. Четворката рековме дека се прави, 10-ка не може. Не може да се добие. Ама четворката по 25 може да стане 100. Значи, ако оваа дробка ја проширам со 25, ќе добијам 19 по 25 врз 40 по 25. Сега, 40 по 25 е исто што и 4 по 25 и по 10. 4 по 25 по 10, а горе е 19 по 25. Значи 4 по 25 е 100, по 10 е 1000, а горе имаме 19 по 25. Сега треба да помножиме 19 по 25 и да поделиме со 1000 и ни треба децимален број. Делењето со 1000 ни кажува дека ќе имаме 0, 19-ката е помало и треба да имаме 3 децимали. Значи треба да најдеме колку е 19 по 25. 19 по 25 можеме да го запишеме 20 минус 1. Тоа ќе дојде 20 минус 7 по 25, или тоа е 20 по 25 минус 7 по 25. 20 по 25 е 2 по 25 е 50, значи 500 минус 25, тоа е 475. Значи, производот 19 по 25, ова сега ќе го избришам, ќе го допишеме горе, е 475 врз 1000 или 0,475. 475 илјадинки. Значи, уште неш повторувам, за да го добиете ова, можете, ако именителот е број, што лесно бива декадна единица, 10, 100 или 1000, овој начин е најдобар. Но може 19 да го делите со 40. Што е 0, како што зборувавме минатиот час. Спуштаме 0. 4 по 40 е 160, одземаме, тоа е уште едната 0, 300 е 7, 280, 200 е 5. Еве го истото решение. Но, сега ќе ви напишам како правило. За да видите, да го пробате, затоа што ќе ни треба многу за проценти. Ако именителот на една дробка значи овој број долу е содржател на 2, значи бројвите 2,
4, 6, 8 и така натаму. Или содржател на 5. 5, 10, 15 и така натаму. Тогаш таа дробка се проширува до дробка која има именител 10, 100, 1000, некаде може да биде и 10.000 и така натаму. Односно број што е добиен од 10 на некој степен. Секоја нула ни кажува по една децимала. Значи ова, повторувам, се однесува ако именителот е содржател на 2 и содржател на 5. Пример 50 е содржател. Еве на сега ќе се вратам во задачите. Горе и само накратко. Дробката може. Втората дробка е 7 по 0,125. Втората дробка е 1/5. Ќе прошируваме со 2, ќе добиеме 2 десетини или 0,2. Оваа дробка е 14 петини, предпоставувам, да, 14 петини. Значи, за да не работиме со голема дробка, тоа е 14 петини, ние 2,4 петини. Значи, 4 петини ќе ја прошириме со 2, ќе добиеме 2,8 десетини или 2,8. Една дваестина, 20-ката ја прошируваме со 5-ка, ќе добиеме 100 и ќе добиеме 5 врз 100 или 0,05. Истото е тука. Множиме со 5-ка, ќе добиеме 17 по 5 врз 100. Че горе е 85 врз 100 или 0,85 стотинки. 9 врз 40. Ја решивме таа задачата. 40-ката, четворката ја множиме со 25. 40 по 25 ќе ни даде 1000. Значи оваа дробка ја прошируваме со 25. 50-ката ја прошируваме со 2. Исто и тука. Значи само ја дуплираме. А овдека со 25. Че во овие се сите случаи кога именителите се содржатели или на 2 или на 5. Во наредните задачи, имаме уште многу малку време. Еве сега, например, во наредната задача, видиме дали имаме нешто друго тука. Добро. Сега уште овдека да спомнам за процент и ќе завршиме денес. Само да копирам некоја задача. Еве овие. Натаму ќе работиме многу со проценти, многу со проценти. Вака се. Поимот процент го имате слушнато. Затоа сега вака почнуваме. Забележувате дека сите во овие задачи имаме знакот за процент. Тоа е нешто слично што ви ова го користите. Имаме линија, две точки, ма немаме уста. Значи, гледајте и помалку зборувајте. Но, символиката на знакот е следна. Косата црта ни ја представува дробната црта, а двете точки, наместо да бидат двете очи, нас ќе ни бидат две нули. Чи процентот значи делење со 100. Или дел од 100. Друго, нешто многу битно. Затоа ве учев претходните бројки да ги правиме, претходните дробки да ги правиме со именител 10, 100 или 1000. Затоа што тоа ќе ни треба за процент. Значи сега треба да ги претвориме сите овие проценти и во дробки и во децимални броеви. Најлесно е следното. Еве одиме со ред. 6%. Правилото ви кажува дека записот значи дробна црта, двете точки ни значат двете нули, 6 врз 100. Како децимален број, одма знаеме бројот 6, што е единици, треба да го преместиме две места кај помалите,
Значи ќе бидат десетинки и стотинки. 0,6 стотинки. А ако сакаме да го запишеме процентот како дробка, мораме дробката 6 стотинки да ја скратиме. 6 наполу е 3, 100 наполу е 50. Значи, 6% запишен како децимален број е 0,6 стотинки, а 6% запишана како дробка е 3 врз 50. Напомнувам, на квизовите што ќе ги решавате и задачите, може да ви бидат дадени и двете овие решенија. Но за точно ќе биде прифатено 3 врз 50. Затоа што процентите секогаш треба да ги изразувате во нескратлива дробка. Затоа и тоа го учевме. Сега одиме со ред. 13%. После ќе ви кажам и како побрзо тоа да оди. Значи, уште еднаш, процентот значи дробна црта. Долу имаме стотка, а горе го имаме бројот 13. Бидејќи бројот 13 да го поделиме со 100, не можеме да скратиме, значи ова ќе биде решението за дробка, значи претворен како дробка, а како децимален број ќе биде бројот 13, што имаме единици и десетки, бидејќи се дели со 100, цифрите се одат во помалата вредност. 1, 2, значи ќе дојде во десетинки кецот, тројката, и решението ќе биде 0,13 стотинки. Или како најбрзо? За секоја од точките имаме делење. Веднаш може да го напишете решението, но не мора да брзате. Можеме постепено да го направиме тоа. Еве ќе го земам сега бројот 108%. Например, ај вака, бројот 1%. Бројот 1%. За нешто микрофоните ви се проблем. Значи, процентот представува бројка. Тоа треба исто како што дробката е број. Запишан како дробка, 1% значи, е 1 врз 100, а како децимален број е 0,01. Значи сега претвораме процент во децимален број, а обратното ќе го правиме утре. 108%. Те молам исклучи го микрофонот. 108%. Правилото е следно. Процентот значи делење со 100. А горе го пишуваме бројот 108. Оваа дробка е скратлива дробка. Чи не е нескратлива, можеме да ја упростуваме. Делиме со 2, ќе добиеме 54 врз 50. Ако уште еднаш ја упростиме, ќе добиеме 27 врз 25, или, запишано како мешан број, 1,2 врз 25. Можеме уште од старт, 108 врз 100, да го запишеме како 1,8 стотинки и тука да кратиме. Ќе добиеме 4 врз 50, 1,2 врз 25. А додека, за да го запишеме 108%, да го запишеме во децимален број, бидејќи делиме со 100, затоа и тоа го учевме први. Треба секоја од цифрите да стани помала 100 пати. Кецот е во стотки, ќе биде во единици, значи 1,8 стотинки. Дали ви јасно? Да. Ајде сега, 172% уште да видиме. Ајде, кој сака да каже? Првиот што е приклучен, ајде. Колку ќе биде? Ајде да видиме. Павел дали може да каже, ти го гледам тој приклучен?
Очигледно не може. Ана, можеш да зборуваш? Ако можеш, приклучи се и кажи ни. Ана Велеска. Значи, ајде, ако не може некој, било кој што може да зборува. Јас. Ајде. Јас. Добро, готово са. Вториот за наредната задача. Првиот, кој е? Јас не го разпознав по гласот. Јас. Кој беше првиот што се јави? Деја Ивановски. Деја, ајде, добро. Кажувај. Колку е ова? Како ќе го запишеш? Чи треба, внимавај, и како децимален број, и како дробка. Дробката е 172 врз 100. Добро. Ама дали ова е конечното решение? Не треба да ја скратиме. Добро, и како ќе го направиме тоа? 172 делено на 2. Значи, кратиме со 2 наполу. Колку е тоа? Тоа е 86. Добро. А 100 наполу? 50. Добро. Наредно? Пак делиме со 2. Добро, преполовуваме. 86 наполу? 43. Добро, 50 наполу? 25. Видите, 43 е прост, повеќе не можеме. Сега колку е во мешан број? 43 врз 25. 1 цело. Така, и? И Од 25 до 43 колку ти требаат? 18, 20, 18 врз 25, одлично. Сега, вака да ти кажам. Бидејќи бројот е поголем од 100%, значи ќе имаме едно цело. Можеш и овдека да не работиш со големи броеви. Да го запишеш бројот како едно цело и 72 стотинки, имаш помали броеви за кратење. Целото го оставаш и добиеш 36 врз 50, кој ќе скратиш уште еднаш, имаш помали броеви за работа. Значи можеш уште од старт да претвориш и да работиш поинаку. А во децимален број како ќе биде? Еден запирка 72. Така, значи го користиш ова. 1,72 стотинки. Значи гледај го претходното овде. И автоматски го имаш или пак ова горе што е напишано. Дали е јасно? Да. Ај сега турси тука. Вакво нешто ќе напишам. Дали можеш без претходно пишување да ми го кажеш овој број и во децимален број и во процент? 307%. Без воопшто да пишуваш. Во дробка, Колку? Јас можам. Чекај сега, Стефан. во мешан број 3,7. Одлично. А во децимален број? 3,07. Одлично. Ете видите колку е лесно претворањето. Од процент во дробка и децимален број е најлесно претворањето. Дали ви е јасно? Сега за крај. Покрај сите згоди и незгоди што ги имавме денес, сакам уште нешто да ви покажам. Нешто што јас не го копирав, ама видам само што требаш. Еве вака. Значи, не тоа. Еве вака, во овој дел ќе ви го покажам. Зошто се тоа го учиме? Таа на следниот цртеж ќе се обидам да ја покажам и со тој ќе завршиме денес. Значи, еве една одсечка. Замислете, една одсечка, едно парче, едно цело нешто. Крајот ќе го означам лево 0, десно 1. Значи, ова ни е едното цело. Во децимален број е 0,0, а овдека е 1,0. Ова ни е 0%, а ова целото ваму ќе ни биде 100%. Некој ќе праша, зошто бројот 1 е 100%? Бројот 1 запишен како дробка е 1 врз 1. А за да го добиеме во процент,
треба долу да биде 100, ќе треба да прошириме со 100, па ќе добиеме 100 врз 100, односно 100%. Ќе зборуваме наредниот час, дека било кој број се запишува во процент ако се помножи со 100. Значи, ова ви е најава за тоа што ќе го работим идниот час. Наполу, отприлика овдека, дробката половина, запишана во децимален број, беше 0,5, а во процент колку? А Стефан, колку ќе биде во процент? Стефан, слушаш? Точиновски. Слушам, Молам? ако се помножи за 100 и толку? Да, значи, било кој број се запишува во процент ако бројот се помножи со 100. Добро. Значи, половината запишана како... Молам? Јас се вратив, ми снима струјата. Добро, добро. Ајде сега. Кој ќе ни каже? 0,5 десетинки. Запишано во процент... Слушате. Не се слушам, пак е нешто проблем кај мене. Не се е во ред, јас сум приклучен. Молам? Хај ме да се слушате. А во ред е некој нешто не слуша, изгледа денеска има многу проблеми, ама ќе дојдем. Уште ова го завршуваме. 0,5 десетинки. Колку е во процент? Смееш? Молам? Може јас? Може, ајде. Сега се слушам. Во ред 0,5 десетинки. Колку е во процент? Ќе биде 50%. А зошто? Зашто е тоа половина од 100, 109. Ајде така, од 100% и целото половина од 100 е 50. Ајде овдек. Овој дел овдек. Ајде и така си приклучена ти искористам. Тоа е наполу меѓу половина и цело. Колку е тоа? 0,75. Така. И колку? Во? 3/4. Така. А во процент? Ќе биде 75%. Така. А ако ова овдека е четвртина, Ќе биде ова момент е осмина, а ова 16. Ај први на осмината. осмината ќе биде, чекајте малку само. Ајде полека. Четвртината ајде. Во децимален колку е? Ќе биде 0, Половина 0,5. 25. Така. А осмината наполу е одма. Колку е? 0,25 наполу колку е? 25 наполу 0,1, 125. Така. 125. А во процент? А во процент ќе биде како се? 0,2. 12,5. Множиме со 100, нели ви реков? Бројот се запишува во процент ако се множи со 100. Ова ќе го зборуваме наредниот час. Ова ќе биде 25%. Утре продолжуваме на истото. Ви благодарам за вниманието. И вака, заборавив. Уште нешто. Пред да се откажеме. Момент, дечки, само да се слушаме. 41 е сега. Ќе пробам јас сега. Договорете се во наредната една минута, ми кажете кога веќе да ви го пуштам квизот уште еднаш. Еве, јас ви давам опција. 5, 6 или 7? 5. Еве. 7. Добро, готово, договорено. Квизот во 5 сатот. Во 5 сатот сега, готово, договорено е. Слушнав. Значи, квизот во 5 сатот, во 17 часот ќе биде пуштен, ќе биде генериран уште еднаш со нов код, па да видиме како ќе биде истиот вчерашен квиз. Во 17. Добро. Се гледаме. Вие ќе се јавите или? А не, ќе го пуштам линкот, ќе се приклучите пак овдека, ако можеме, ако не ќе видиме. Ќе пробаме и така да направиме. Ајде. Довидување. Гледање. Гледање.